Скопје годинава срдисано од сите страни. Време кога граѓаните сакаат да здивнат и да се надишат воздух пред сезоната на аерозагадување, главниот град на удар на екоциди. Децениските еколошки бомби експлодираа. Депониите Вардариште и Дрисла го виткаа градот во густ чад, а гореа и отпади и работилници во Трубарево, Визбегово и Пинтија. Првиот пожар изби на 9 јули на отпад во Визбегово. Скопје како во сцениот хорор филм. Визбегово како да беше предвестник на тоа што следуваше. Наредниот месец се запали рак раната на Скопје Вардариште. Депонијата ги труеше граѓаните речиси еден месец. Загушливо е, да ви кажам. Лошо, смрдеа, загаден воздухот. Се гушиме само цело време. И додека скопјани се гуше од северната страна, на 9 септември, од јужната страна на градот се активираше нова еколошка бомба. На депонијата Дрисла избувна голем пожар. Имало уште најмалку 3 обиди за палење на самата депонија. За среќа биле брзо изгаснати, но најверојатно овде некој успеал да предизвика пожар. Пожарите продолжија низ отпадите на кои државата очигледно им прегледувала низ прсти. Се запалија магазини за електронски отпад во Трубарево. Мештаните кои живеат во околината на складиштата се гушеа со тешки метали, чија концентрација беше за 10 пати поголема од максималните граници. Откако се надишеа со отрови, надлежните превентивно апелираа да се евакуираат мештаните, а потоа испратија амбулантни возила да ги прегледа. Да се прегледам, ја ме гуши. Кашлам, неверојатно. Ова више се ако се запали, више биднала работата. Продолжија пожарите во Скопска Пинтија, каде пламени јазици зафатија и сервис за возила. Додека Скопје гореше и чадеше, кампањата за локални избори тераше. Пожарите беа топ тема на политичарите. Гасеа пожари, а ветија дека со стапнувањето на градоначалничката функција, депониите ќе им бидат приоритет. Октомври месец, по завршување на изборите, веднаш ќе започнеме со процес кој ќе значи оваа дива депонија да остане зад нас во минатото, правилен третман на отпадот овде, чистење на оваа депонија, темелно чистење на оваа депонија и создавање на еден од најголемите скопски паркови, новите бели дробови на Скопје, овде на Вардариште, парк од над 300.000 метри квадратни. Се разбуди граѓанството. За прв пат се организираа масовни протести. Се блокираа главните улици околу Вардариште. Се протестираше над еден месец. Организаторите одлучија да не излегуваат на улиците, откако надлежните исполнија дел од нивните барања и им ветија целосно решавање на проблемот. Но дали ветувањето започна да се исполнува? Со иницијативата бевме на Вардариште, но сликата таму не е многу променета од пред неколку месеци. Треба интензивно да се работи секој ден, како што ни беше ветено дека ќе се работи. Чекаме информација за одгаснувањето на Вардариште и чекаме информација за згрижувањето на жителите на Вардариште, што се уште живеат тука, како што може да видиме. Пожарите стивнаа, дивите депонии околу контейнерите кои го гушеа градот се дигнаа, но скопјани ни за миг не здивнаа. Граѓаните веќе неколку недели дишат екстремно загаден воздух. Ветувањата дека еколошките проблеми ќе се решат и натаму се редат. Скопските градоначалници ветуваат дека Вардариште ќе прерасне во мегапарк, а Дрисла ќе работи по сите светски стандарди. Централните власти пак ветуваа почист воздух со топлински пумпи и филтри на оџаците. Но на терен годинава не се гледа ветеното, или пак можеби народот не може да ги види проектите на властите, поради густата магла со екстремно загаден воздух, со која Скопје ќе ја заокружи оваа 2025 година која за премиерот Мицкоски е за пофалба и радување. Оти главниот град имал почист воздух од европските метрополи, а хигиената била на многу повисоко ниво. Знаеш да заличи на нешто, се аз личи, гледаш како е чистело. Се заличува.